зошто со ваков начин на владење, со ваков начин на функционирање на опозицијата, со ваков начин на функционирање на другите партии, со ваков начин на водење на политиката, со ваквиот начин на однос меѓу партиите, со ваквиот начин на комуникација со јавноста, видовме дека не ни оди баш најдобро. Побрзо или побавно другите земји одат напред, сега наоѓаат својот пат под сонцето. Ние се соглавивме тука самите себе и се занимаваме, се извинувам што ќе кажам, али тоа искрено со глупости се занимавам. Зошто немаме идеја и желба тоа да го смениме за подобро утре на сите нас и подобро утре на Македонија? Алчноста, предпоставам за личен профит, алчноста за моќ, алчноста или поривот да си некој главен дечко или не знам што. Да имаш. Да, тоа е себоре, тоа во цел свет го има. Меѓутоа, не е тоа што ве прашувам. Како може желбата таа да биде поголема од желбата за својот народ и својата држава нешто да направи, едноставно да направиш луѓето искрено побаво да те живеат. Тогаш ќе те почитуваат и ќе те кренат на пиедестал. Кога светот има вакви историски промени, кои што практично се определило како ќе живееме ние во следните децении, домашната политичка сцена во Македонија ќе се согласите помалку или повеќе веќе и издодевна. Партиите си држат пресконференции, се занимаваат со нивни прашања, мислам тажно е да се гледаат македонски партии како се обвинуваат и се навредуваат меѓу себе. Македонија веќе никој не ја ни споменува, а толку сме малци, толку сме сиромашни, толку е потребно како никогаш до сега да се обединиме, да направиме нешто добро за државата, кога околу нас полека се рони светот кој што го знаеме дека функционирал и ние уште се занимаваме со некои маргинални работи.